Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Во откупните предпријатија во Кучанско продолжуваат контролите за квалитетот на оризовата арпа. Поради тоа, во повеќето фирми е запрен откупот на производството, па се поставува прашањето дали на тој начин не се прави и лоша реклама за брендот Кочански ориз. Повеќе од еден месец не се реализира откупот на оризовата арпа во откупните предпријатија во Кочанскиот регион, со што собраната реколта од оваа сезона засега останува без пласман. Контролите за испитување на квалитетот и исправноста на оризот, што се реализираа во изминатиот период, ја запреа преработката на произведените количини и од минатата година. Додека откупувачите ги чекаат резултатите од контролите, машините за лупење на арпата мируваат, а не смеат да се откупуваат ни нови количини. Според информациите од теренот, таква е ситуацијата кај сите откупни центри, освен кај еден кој поминал без контроли. До сега се земаа примероци од откупените количини и кај нив се испитуваше фитосанитарната исправност на зрното. Откако кај повеќето предпријатија каде завршиле анализите се покажало дека нема никакви проблеми, започнале нови контроли. Сега на откупувачите им било најавено оти постојат сомневања за присуство на некакви бактерии и штетници во оризот, зашто ќе мора да се почекаат уште 10 денови за добивање на резултатите од лабораториските наоди. Тоа е причина да се јават сомнежи дека некој намерно го кочи откупот, со што нанесува директна штета и на откупно-преработувачките фирми, но и на самите земјоделци. Министерот за земјоделство Михаил Цветков пак негира дека Кочанскиот ориз е со лош квалитет, туку во прашање биле техничките карактеристики на зрното, а вината според него е кај откупувачите. Квалитетот на оризот си е во ред, ние немаме квалитетот на оризот, се испитува квалитетот на оризот на она што е декларирано и она што стои во етикетата, дали е на тој квалитет ако мислите. Иначе квалитет како ориз е добар, има проблем преработувачите кои што го преработуваат оризот, имаме доста крш на оризот, што исто така ние имаме во законот каде што точно дефинирано колку треба да има крш во оризот и знаете, има тука доста и од откупувачите доста, како да кажам, игри кои што мислам дека не е проблем, тоа ќе се стави во ред. Во меѓувреме, од откупните предпријатија веќе има незадоволство поради времетрењето на контролите за квалитет на оризот. Поради тоа, договорените количини за пласман во странство не можат да се реализираат, додека не се добие одобрение од надлежните државни органи. Истовремено, странските партнери дознале дека постојат некакви сомневања за исправноста на нашето производство, со што и директно се прави лоша реклама на брендот Кочански ориз. Инаку во моментот големопродажната цена на килограм ориз во Грција изнесува 25 денари, во Италија 31 денар, додека во Турција е нешто повисока и се движи околу 37 денари. Со тоа, македонското производство е неконкурентно, а со неисполнувањето на договорените количини за извоз, постои реална опасност и веќе склучените договори во иднина да не се продолжуваат. Во рамки на законските обврски, општина Кучани ќе организира ждребување за редоследот на поставување на предизборен рекламен материјал. Рекламирањето се однесува на предвремените парламентарни избори, при што истакнувањето на плакатите ќе биде на јавни површини, зашто организаторите нема да плаќаат надоместок. И за предстојните предвремени парламентарни избори, општина Кочани ќе им овозможи бесплатно рекламирање на организаторите на изборната кампања, кои имаат потврдена листа на кандидати за пратеници во собранието на Република Македонија. Ждребувањето со кое ќе се определи редоследот за поставување на плакатите ќе се одржи во вторник, 22 ноември во 10 часот во салата за состаноци на општина Кочани. Учесниците на изборите на однапред определени места ќе можат да поставуваат пропаганден материјал без да платат надоместок, практика што се реализираше и во изминатите изборни циклуси. За да можат да учествуваат на ждребувањето, организаторите на изборната кампања потребно е претходно да поднесат барање до градоначалникот, што треба да содржи и писмен доказ за потврдена кандидатска листа. Оваа процедура е во согласност со одлуката на Советот на општина Кочани, донесена уште во јуни 2006 година, а што се однесува на утврдување места во градот и населените места за истакнување изборни плакати, без за тоа да се плаќа надоместок. Според одлуката, изборен пропаганден материјал може да се истакнува на оградните ѕидови на улицата 4 Македонска бригада, на излезот кон Штип и на улицата Тодосија Паунов на потегот што води кон населбата Оризари. Исто така и на подпорниот зид на истата улица пред зградите наспроти бензинската пумпа на Макпетрол. Освен тоа, можат да се искористат и рекламните паноа што се наоѓаат разместени низ градот, а се наоѓаат во централното градско подрачје пред некогашниот хотел Центар,
во Стришени кај пазарчето и во близина на автобуската станица. Општината Чешиново Облешево го реализира поставувањето на автобуски постојки на неколку локации покрај магистралниот пат А3. Проектот се најавуваше уште во почетокот на годината, а денови веја има конкретната реализација. Црвено-жолти автобуски постојки се поставуваат на повеќе локации покрај магистралниот пат А3 како обележја на местата што ќе ги користат патниците во меѓуградскиот и локалниот превоз. Тие се дел од проектот на локалната самоуправа на Чешиново Облешево за реконструкција на постоечките автобуски постојки, односно наместо досегашните се поставуваат сосема нови унифицирани метални објекти. Со планот за обновување на комуналната инфраструктура, општината ги опфаќа автобуските стојалишта што се наоѓаат на патот Кочани-Штип, односно по делницата што поминува низ нејзина територија. При тоа, постојки се планирани за населените места Облешево, Чифлик, Чешиново, Кучичино и Уларци. Дел од настрешниците што веќе се ставени во функција имаат цврста метална конструкција со покрив од лим и соодветна клупа. Целата постапка за избор на изведувач на работите започна пред неколку месеци, а завршницата ја има деновиве. Инаку и досега на повеќе локации имаше автобуски постојки, но тие се наоѓаа во лоша состојба, пред се поради дотраеноста на материјалот, но и поради несовесноста на одделни сограѓани кои ги оштетиле, со што ја оневозможуваа нивната основна намена. Со поставувањето на новите автобуски постојки, локалната самоуправа им излегува в пресвет на барањата на жителите за повеќе пати нагласената потреба од ваков вид објекти, посебно во есенскиот и зимскиот период. Средствата за реализација на проектот се обезбедени од буџетот на општината Чешиново Облешево. Средношколците од Виница со дебата преку Форум Театар го одбележаа Светскиот ден на филозофијата, како и Светскиот ден на детето. Дебатата, во која беа вклучени и лекари и свештени лица и професори, е уште една активност од проектот Мировно образование. Човековата мисла, слобода или ограничување беше темата за која дебатираа средношколците од Средното општинско училиште Ванчо Праке Виница. Преку театарска игра спонтано тие имаа несекојдневна можност во половина час да променат по неколку улоги кои даваат различна димензија на една семејна расправија. Нашата цел во однос на Форум Театарот беше да поттикнеме еден начин на размислување кој што ќе им овозможи да ги согледаат собствените постапки, да согледаат постапките во нивните семејства и да согледаат како слободното изразување на нивната мисла може да влијае врз комуникацијата, односно на кој начин слободното изразување може да влијае врз позитивната комуникација или можеби да влијае врз негативната комуникација и со тоа всушност да создаде поголемо насилство и омаловажување на другата личност. Значи целта беше на некој начин поттикнување кон самоанализа, кон самокритика, во која што учениците ќе можат да видат каде се, ќе можат да видат што се случува во нашата средина, во нашата околина и на тој начин, на некој начин, доколку согледаат нешто што не им се допаѓа, да видат оние кои што ќе иницираат промени. Дебатата, во која беа вклучени и лекари и свештени лица и професори, е по повод Светскиот ден на филозофијата и на детето, а како уште една активност од проектот Мировно образование. Нашето училиште веќе неколку години го одбележува денот на филозофијата и обично правиме трибина филозофска. Дојдовме до идеја, значи нешто да промениме во врска со тоа, односно да направиме форум трибина, во која што ќе имаме и форум театар. И пишувавме порано есеи, сега само околу темата која што беше, а тоа е човековата мисла, слобода или ограничување. Поради тоа што сме во проектот Мировно образование и сакаме покрај денот на филозофијата да одбележиме и други денови. Средношколецот Дамјан Павлов презентираше свое авторско размислување на темата, а дополнителна дебата околу детските и човековите права ќе има во вторник во организација на првата детска амбасада Меѓаши. Со свечена академија што се одржа во салата во Оризари, Основното училиште Крсте Петков Мисирков го одбележа својот патронен празник. На бистата на Мисирков во училишниот двор беше положено свежо цвеќе. Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари го одбележа својот патронен празник. Учениците и наставниците од училиштето својата успешна работа ја склопија во една убава академија што ја подготвија учениците и вработените.
Во салата во Оризари настапија ученици од сите оделенија и се представија со свои точки и игри. Утрово беше положено и цвеќе на бистата на патронот. Присутните ги поздрави директорката на училиштето. Училиштето постои децении постоење, многу години и генерации и се така исти, а сепак така многу различни. Секое време, секоја генерација си има свој герои, секоја година остава по некој трак, секоја генерација се памети оние што на крајот на вистина тоа и го заслужуваат. Освен секциите кои функционираат во склоп на училиштето, со свои точки се представија и учениците од драмската, литературната и јазичната секција. Втора награда за ученичката Наде Ефремова од основното училиште Никола Карев на 49-тите детски рацинови средби, што се одржаа во Велес. Тоа представува голем поттик за Ефремова за понатамошно пишување, но и голем успех за училиштето. На 49-тите детски рацинови средби што се одржаа во Велес, ученичката Наде Ефремова од 8-1 оделение од основното училиште Никола Карев ја доби втората награда во категоријата 8 и 9 оделение. На 49 рацинови средби освои втората награда, а од 114 пристигнати творби во категоријата 8 и 9 оделение. Пишувавме на тема Мојата татковина, за убавините на татковината, минатото и незината сегашност. Посебно задоволство представуваше тоа што творбата ја прочитав на сокачето на поезијата пред куќата на Кочо Рацин, што ми даде посебен мотив и инспирација за понатомашно пишување. Велешани се покажале како добри домакини на 49-тите детски рацинови средби, вели Љупка Стојменова, ментор и наставник по македонски јазик и литература во основното училиште Никола Карев. Посебно задоволство ученичката Наде Ефремова освои втора награда и со тоа заслужено го представи нашето училиште. А од друга страна, овие детски рацинови средби се секогаш збогатени со дружење со писатели, реномирани писатели од Македонија, што дава посебен поттик на самите ученици за нивно понатамошно пишување и творење, бидејќи и самите тие писатели ги слушаат нивните песни и ги охрабруваат да продолжат со пишување. Инаку, Наде Ефремова има напишано и своја книга под наслов Раѓањето на песната, која што беше промовирана пред јавноста во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Втората награда на детските рацинови средби за Ефремова представува голем поттик за понатамошно пишување. Младинската организација Единство од Средното општинско училиште Љупча Сантов ја покажува својата хуманост. На Денот на детето 20 ноември во кафе бар Конект организира хуманитарна забава. По повод Денот на детето 20 ноември младинската организација од Средното општинско училиште Љупча Сантов организира хуманитарна забава. Собраните средства ќе бидат наменети за помош на социјално загрозено семејство. Забавата ќе се одржи во кафе бар Конект во Кочани. По повод Светскиот ден на детето, младинската организација од нашето училиште организира хуманитарна забава во кафе бар Конект. Сите средства кои ќе бидат собрани ќе бидат наменети за социјално загрозено семејство од нашата општина. Картите ќе се продаваат по цена од 30 денари и сите средства кои ќе бидат собрани ќе бидат наменети, ќе им ги врачаме на фамилијата, која засега ќе остане анонимна. Искрено сакам да им се заблагодарам на сите оние кои ни помогнаа во организирањето. Ова е само една доволна причина за понатамошните успеси на училиштето и се надевам дека оваа организација ќе прерасне во традиција и кој ако не ние децата да им помогнеме и да им пружиме рака на оние кои на вистина има потребна помош. За забавниот дел ќе се погрежи бендот А Позитив, како и ученици од гимназијата, а картите кои што ќе чинат само 30 денари ќе може да се купат од Средното општинско училиште Љупча Сантов и локалот Конект. Младинската организација Единство не запира тука. За неколку дена членовите ќе организираат ревијален надпревар во кошарка и настан Нова година за сите, кои што исто така се хуманитарни и собраните средства ќе бидат наменети за помош на социјално загрозени семејства. Следува информацијата од спортот.
Викендов се играат првенствата во првата фудбалска лига за жени и третата лига Исток, при што и женскиот фудбалски клуб Кочани и Осогово ќе бидат домакини. Пинг-понгарите пак ќе гостуваат во Скопје на натпревар со екипата на Пошта 2 во рамки на 6-тото коло од првата пинг-понгарска лига. Клубовите од првата фудбалска лига за жени викендов ќе го играат 8-то коло од првенството. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани в сабота со почеток од 12 часот ќе биде домакин на надпреварот против Атлетико од Битола. По серијата лоши резултати и губење на бодовите во изминатите кола, средбата со битолчанки за нашите девојки ќе биде нова тешка задача да не им дозволат на гостинките да се радуваат на Никола Мантов. Во моментот Кочанскиот женски прволигаш со само 4 бода се наоѓа на предпоследното место, додека Атлетико е во далеку поповолна позиција, со оглед што со 8 бода е во средината на табелата. В недела со почеток од 13 часот ќе се играат и надпреварите од 14-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово на градскиот стадион во Кочани имаат дерби меч со Плачковица од Радовиш. Во моментот, двете екипи се изедначени според бодовите и заедно со Овчеполе го делат второто место на табелата. Поради тоа, крајниот резултат е многу важен и за двете екипи, дали ќе продолжат битката за горниот дел за од наредната сезона да се обезбедат влез во втората лига. За жолтосините овој надпревар ќе биде дополнителен мотив да се поправи бодовното салдо и да се врати самодовербата по минатонеделниот пораз на гостувањето против Каменица Саса. Во првенството на првата пинг-понгарска лига ќе се игра предпоследното 6-то есенско коло. Екипата на Кочани ќе патува во Скопје на средба со Пошта 2. По освојувањето на бодовите во минатото коло против Скопски Студент, нашите пинг-понгари најавуваат нова победа и задржување на врвот на табелата. Според досега прикажаната игра и постигнатите резултати, домашната екипа не би требало да биде посериозен противник, па во Кочанскиот клуб се надеваат дека ќе прокнижат нови бодови на своја сметка. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.